прво да се чуеме со доктор Виктор Исјановски, директорот на Здравствениот дом во Скопје и исто така член на Комисијата за заразни болести. Доктор Исјановски, добро утро. Добро утро до вас и до вашите слушатели. Благодарам што и овој пат ни се јавувате. Јас сакав да ве прашам, бидејќи некако сите сме преплавени од сабега до вечер во овие први 2-3 недели од војнава во Украина со теми кои што се разбира вознемирувачки на едно друго ниво. Меѓутоа се добива впечаток дека, а и податоците така говорат, дека со пандемијата ситуацијата е прилично смирена, но не е завршена. Ја читав вчерашната изјава на министерот по повод евентуалното укинување на мерките, евентуалното, како да кажем, дека и маските можеби ќе се укинуваат и така натаму. Меѓутоа и министерот Беким Сали, министерот за здравство, рече дека сепак е малку прерано за тоа. Каква е вашиот впечаток? Вие имате прилично адекватен впечаток, бидејќи сте секојдневно во здравствениот систем, доктор Исјановски. Јас се сложувам со министерот и сепкупно со Комисијата за заразни заболувања. Се наоѓаме во една фаза жолта, па помалку нека зелена фаза. Се уште имаме зголемен број на заболувања, имаме пат точно на заболувањето на новите инфицирани. Меѓутоа таа бројка е некако константна. Може би се намали бројот на починати лица. Меѓутоа, заинтересираноста, и она што го рече и министерот, е во една надолна линија за имунизација. Бројките покажуваат дека конкретно на територијата на Скопје, да речеме во поликлиниката Букурешт за 2 дена еве збориме, имаме 18 лица само за прва доза, а 180 за трета доза. Во Јане Сандовски имаме 8 само за прва доза, 147 имаме за трета доза и така и во останатите 2 поликлиники. Моментално на територијата на град Скопје функционира 4 поликлиники кои што имунизираат против ковид, а во останатите поликлиники функционира онаа редовна имунизација и оние амбуланти кои што ги имаме за предшколската и за школската возраст, значи кај помладата популација. Доктор Исјановски, само на кратко, бидејќи веќе имам колешка Татовска на линија, и понатаму третата вакцина е препорачлива и докажано најдобра заштита од евентуална зараза од вирусот. Точно, да, точно. Третата доза е потребна, така и секаде во светот и низ Европа. Граѓаните можат послободно да патуваат со трета доза, отколку со 2 дози и се препорачува третата доза. Доктор Виктор Исјановски, благодарам, директор на Здравствениот дом во Скопје.